18 август е последен ден од рокот за поднесување на понудите за купување на државно земјиште под оранжерии и други помошни објекти. Од Министерството за земјоделство потенцираат земјоделците да го запазат рокот и да достават комплетна документација. Потенцираме дека особено во документацијата е важно проценката за вредност на земјиштето да биде направено од Бирото за судски вештачења. До сега на јавниот оглас се пријавиле само двајца. Според проценката на МЗШ се очекува да се достават околу 40 на понуди. Ова е прв ваков јавен повик, а до крајот на годината планирано е да се објават уште 2 јавни повици. На јавниот повик може да аплицираат сите што имаат легализиран објект во функција на земјоделското производство, а договорите би се склучиле на почетокот на следниот месец. Во следниот период, Министерството за земјоделство планира спроведување на постапки за продажба на државно земјоделско земјиште по долгогодишни култури, особено на лозовите насади. Ова е еден нов бран на водење на политиката и стопанисување со државното земјоделско земјиште и ова е првиот чекор. Ќе ги согледаме искуствата и следното што е планирано да се започне со продажба на земјоделско земјиште кое се наоѓа под лозови насади, односно долгогодишни култури. Земјоделците со ова ќе може да се стекнат со сопственост врз земјиштето, а со самото тој да инвестираат и користат средства од ИПАРД програмата.